Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе гледате. Господјо, знаете ли дека е задолжително носење на заштитна маска? И троштини и разни оправдувања за неносење или неправилно носење на заштитата може да се забележат на секој чекор. Застанете, господине. Заборев овде. Добро во ред. Еве урологија. Значи, град Скопје нема. Еве, Дебар нема, Гевгелија нема, Куманово нема, Велес нема, Тетово нема. Значи, никаде нема. Има едно за Струмица. Во сенка на пандемијата, колку пациенти чекаат лекување и колку може да чини изгубеното време. Одложувањето на хируршките интервенции за жал некој го чини живот. Недела да биде прогласен за неработен ден. Pornënje tekst, ende të papërgatitur, në sipërfaqe doli mos marrëveshja midis punëtorëve dhe pronarëve. Тој ден работникот може да се посвети на својата фамилија, да одмори, за да биде попродуктивен. Ние имаме 5 до 10 пати понизок GDP по жител и секоја потрошувачка ни е добродојдена. За жителите на ова мало, зградата е спорна. За разлика висината на другите објекти што се направи, видете колку е тоа погоре. А дали градежен инспектор излегол на терен да ја измери висината до венец и како зградата добила уште еден кат на име мезанин, прашавме во општината Центар. Како реагираат граѓаните кога ќе се соочат со полициска патрола, а при тоа не носат или несоодветно носат маска? Сторијата што следува се однесува токму на тоа, почитувањето на обврската за носење маска или друга заштита преку устата и носот на отворено. Погледнете какви згоди и незгоди регистрираше Зоран Јовановски. Полициските патроли се надзорот што контролира дали граѓаните носат заштитна прекривка на устата и носот додека се на отворено. Добар ден, како сте? Добри сте? Задолжителното носење маска или друга прекривка е најновата и не толку популарна обврска за граѓаните, која треба да го ограничи ширењето на коронавирусот. Законот е таков каков што е, се изрекува пријава во глоба од 20 евра за неносење на заштитна опрема маска при секој излегување надвор од својот дом. Знам да пишем. Ало, значи оди си им кладилници, не толку многу разлискајте. 360 степени побара и доби дозвола од МВР да ја следи работата на двајца полициски службеници, додека патролираат со цел заштита на јавното здравје. Господјо, извинете што ве прекинувам. Прво ставете ако сакате уредно вашата маска. И троштини и разни оправдувања за неносење или неправилно носење на заштитата може да се забележат на секој чекор. Господине, добар ден. Господине, застанете, господине. Заборев овде. Добро во ред. Абе, овде работа. Добар ден. Вашата лична. Добар ден, господине. Како сте? Абе, сега заборев овде работа. Во ред. Господине, во согласност со новиот закон за заштита на населението... Откако полицијата го информираше овој граѓанин за законот, следуваше казна. Ќе имате пријава, да. Од кај Петар идам кај Мјалко што му е децата што ги чува. Каде го работа сега? Значи без разлика, господине, законот е за сите важи исто подеднакво. Пиши ми колку сакаш. Дај ми само вишо. Сега да ви само да ја допишам. А банка нема да ви плати. Добро. Ја ти кажам дека не е добро. Носи ми го шутка. Срамота што го правите ова. Сепак, на крајот граѓанинот се смири и потпиша дека направил прекршок. Не се љутам. Не. По настанот му се приближивме. Во меѓувреме набавил маска, но останал на личните ставови. Во иднина ќе носите маска? Никогаш. Ако ме казнат повторно? Уште еднаш да ме казнат и во шутка да ме носат. Во затвор. Ќе одам без маска. Не можам да дишам, не можам да... Патрулата продолжи, а полицијата забележа жена без маска, но со изговор. Добар ден, господа. Добар ден. Господјо, знаете ли дека е задолжително носење на заштитна маска? Вашата лична карта, господјо. Имате документ за идентификација со вас? Имам, ама ја ве остави. Порете. Сакаме да знаеме со кого разговараме. Сега ќе ви кажам зашто ја стави форма, зашто не ја стави. Стави видлици се и за тоа. Добро. Следуваше легитимирање и казна. Ме казните се? Да, ќе имате пријава
Значи пријавата изнесува 20 евра. На крајот, со својот подпис, жената призна дека сгрешила. Не успеавме да ја стигнеме и да поразговараме со неа, но настанот го прокоментира друга жена што беше во близина. Не носеше маска и ја казня. И побара лична карта, даде лична карта и си плати, не плати. Уствари, нели, треба со белешка да се оди да се плати, како што се процедурите. Да. Мислам дека треба да се почитува. Кога е кажано, треба строго да се почитува. Покрај казните, полицијата опомена неколку граѓани кои наместо преку носот и устата, маската ја носеа на брадата. Ги едуцираа како да се заштитат. Господине, добар ден. Како сте? Знаете дека е задолжително носење на заштитна опрема маска? Па ја носите, меѓутоа не ја носите уредно на вас. Вие ќе ја носевте маската на вас, но не ви беше уредно ставена на вас. Овој пат ќе бидете писмено предупредени да си ја носите уредно. Да, господин, повелете и да, уиднина носите си за ваше и наше здравје. Значи, можеш да видиш слободно дека моето е врзана на конче. Значи, јас не ја заборам, затоа што имам мали деца и они тоа така, значи си носиме и без гаје. Куго. Си живкаме. Знаете ли дека е задолжително носење на заштитна опрема маска при излегување од својот дом при движење на јавни површини? Ја и кога спием дори ја носам. Да. Само многу сум лекцурка за глава и за тоа. Дека ја да ја тргнем. Значи, чувајте се, заштитувајте се, носете заштитни опреми колку можете. Чувајте се. Пријатно, имајте убав ден. За околу час и половина, колку што траеше нашата патрола со полицијата, беа казнети двајца, а писмено поменати тројца граѓани, поради непочитување на законот. Ако се движиме низ градот, може да се забележи дека во глобала граѓаните ги почитуваат мерките, но има поединци кои што сепак од одредени причини наоѓаат некаква причина дека ја заборавиле маската, за кратко излегле надвор од својот дом и не се држат по препораките. Законот сепак има неколку исклучоци. Прекривка преку носот и устата на отворено не е задолжителна за деца до 6 години и за лица со попреченост. Маска не мора да се носи кога спортувате на отворено или затворено, како и при престој во угостителски објект или во дворот на семејната куќа. Еве неколку практични примери. Велосипед слободно возете без маска. Но ако го туркате велосипедот, мора да носите маска. Маска не е задолжителна ако вежбате или трчате, на пример. Но штом завршите со вежбање, повторно прекривка на устата и носот. Заштита на лицето мора да носите ако се движите, да речеме, по тротоар. Но според законот, ако седнете во угостителски објект, па макар и непосредно до тротоарот, не мора да носите маска. Кафе ве молам. Благодарам. Освен ситуациите каде се носи, а каде не се носи заштита, законот предвидува и повеќе опции за тоа каква треба да биде таа заштита. Изборот е меѓу маска, шал или марама, но се уште актуелно прашањето, што е најдобро? Значи, најдобро штити маската N95 и таа би требало да се користи таму кај што мислите дека има ризично место да добиете COVID. Кај што мислите дека не е ризично, како што се отворени простори, може и некоја пообична маска. Што се однесува до хируршката маска, треба сите што се настинати и болни да ја носат. И моје искуство, ако треба да зборувате, било на телевизија, било пред студенти, било пред вас, а треба да носите маска, да користите хируршка маска, бидејќи таа штити од исфрлање на капки, од тој што зборува, а полесно се диши. Со N95 наистина тешко се диши. Според микробиологот Никола Пановски, без оглед каква заштита се користи, важно е таа редовно да се чисти и менува. Значи, ако сте видели простор кај што имало повеќе луѓе подолго време, наистина таа маска треба па ќе извадиме да ставиме во кеса и да не ја употребуваме дека не ја дезинфицираме следниот пат. Ако сме шетале со неа, влегли у продавници, имало 2-3, не мора одмah да се дезинфицира, може и на 2 пати неделно, да кажем. Ако и по 8 месеци од почетокот на епидемијата кај нас навиките и односот на граѓаните тешко се менуваат, сменете достапноста на заштитата. Во март и април тешко се наоѓаше маска, а и цените драстично порасна. Сега ем ги има во сите аптеки, па и маркети, ем се со пониска цена. Уште само соодветно да се користат.
По завршување на епидемијата со COVID-19 можна е нова епидемија од малигни заболувања, стравуваат доктори поради драстично намалениот број прегледи и операции по појавата и ширењето на новиот коронавирус. Состојбата е подобрена во последните неколку месеци откако болниците повторно се отворија за прегледи на редовните пациенти, но актуелниот COVID бране нова закана за тие повторно да паднат во втор план. Ирена Каревска ја има статистиката и сликата од терен. По половина година локдаун, болниците почнаа да примаат и други пациенти освен итните случаи. Но закажаните прегледи преку системот Мој термин брзо се пополнија. Ние сите сме како на берза. Кој прв ќе види, тој ќе ги закаже. Од вчера, ето денеска пак трча по шалтерите. Јас сум ВИП, со врски. Метастазираат од тоа што не ги праќаат на операции, не им препишуваат хемотерапии, умираат, верувајте. Иако COVID-19 го намали бројот на прегледи, дел од клиниките тврдат дека итните случаи добиле услуга. Имавме помалце прегледи на дебело црево, односно лани, но процентуално немаше одстапување од процентот на новодијагностицирани карциноми. Во меѓувреме, здравствениот систем се мобилизира за новиот наплив од пациенти со COVID-19. А тоа ќе значи и помалку простор и помалку кадар за лекување на другите болести. Ако не ни помогнат да го пребродиме ово како што е сега моментално, веќе немаме шанси, ќе траеме уште неколку денови и недели, ќе паднеме сите. Немаме снаги, немаме сила. Во сенка на пандемијата, колку пациенти чекаат лекување и колку може да чини изгубеното време. По 6 месеци откако му бил одложен прегледот поради COVID-19 кризата, Владо Диневски конечно дојде на ред за контрола. Мислам дека според ова што се случува во државата и како е паника фатена меѓу народот, мислам дека сепак е добро. Чистотата гледаме малку подобра, не бев дојден поодамна. За да има јасна слика за здравствената состојба, допрва ќе треба да прави дополнителни испитувања. За тоа ќе му треба уште трпение, бидејќи за голем број здравствени услуги нема место до почетокот на 2021 година. Урологија. Значи, град Скопје нема. Еве ги, Дебар нема, Гевгелија нема, Куманово нема, Велес нема, Тетово нема. Значи, никаде нема, има едно за Струмица. Според она што може да се види на интернет страницата Мој термин, најтешко се наоѓа термини на кардиологија, рентген, нуклеарна медицина и за прегледи на апарати за рано откривање канцер. Но ретки се термините и за други заболувања. Бараме трпение од пациентите. Значи, ако е нешто ургентно, апсолутно нема да бидат вратени. Меѓутоа, ако е нешто хронично, ако е некоја дегенеративна болест, еве за ортопедија, за кичма, за колено, знаеме дека боли. Меѓутоа, и да почека пациентот не е страшно за разлика од некоја друга ургентна состојба кај која што веднаш треба да му се пружи помош. Стојкова објаснува дека приоритет за закажување термин имаат пациентите што чекале подолго или чија здравствена состојба во изминативе месеци се влошила. Ако нема слободно место, а има потреба, опција е да се даде приоритетен или итен упат. Значи, еве, моментално имаш прегледи, гужва во ординација, било како, не си проверил. Значи, нас немаме некој систем кој што ни алармира дека пуштени се за таа специјалност термини. Сега едни од други си помагаме. Ако види некој дека има термин, ќе каже на другиот и така да закажеме. Меѓутоа, кој прв, тој ќе закаже. Апсолутно. Меѓутоа, кажав, ако има некој влашување на здравствената состојба, апсолутно и приоритетните се тука. Упати за да го упатиме на правото место во право време, апсолутно. Според податоците што 360 степени ги обезбеди од Министерството за здравство, во првите 6 месеци од епидемијата, од 18 март до 31 август, биле закажани 473.846 прегледи преку Мој термин. Од 1 септември, кога системот се врати во функција, до 4 ноември, бројот на закажани прегледи нагло се зголемил на 1.445.203 прегледи.
Сепак, не сите закажани прегледи и се реализирале. Во првите 6 месеци од епидемијата до 31 август се оствариле 62% од закажаните прегледи, додека 38% не. Во последниве 2 месеца пак процентот е значително подобрен, 69% реализирани и 31% нереализирани прегледи во мој термин. Едно од местата каде се испраќаат голем број пациенти во Скопје е градската општа болница 8 септември, која до неодамна работеше само како ковид центар. Сега функционира како две болници. Еден мал дел е за пациенти со коронавирус, а остатокот е за пациенти со други болести. 6 месеци пациентите кои што гравитираат во нашата болница беа ставени на втор ред. Сега последните 2 месеци како што функционираме, редот на чекање за потреба на некоја медицинска интервенција е намален драстично. Кога мој термин ќе се исполни, се поголем број пациенти доаѓаат со приоритетни упати. Директорот Христијан Костов вели дека тоа предизвикува дополнителен метеж, бидејќи не секогаш оној што има упат, во моментот има потреба од итна интервенција. Според податоците од Министерството за здравство, од почетокот на пандемијата до крајот на август, заедно со близу 300.000 прегледи преку мој термин, извршени се вкупно околу 1.381.000 прегледи. Во последниве 2 месеца пак, повторно вклучувајќи ги близу 1 милион прегледи преку мој термин, реализирани се околу 2.370.000 прегледи. Во првите 6 месеци од кризата, прегледите од мој термин имале удел од 22% во вкупниот број на прегледи. Дури 45% од извршените прегледи биле така наречени приоритетни, односно прегледи со упат без термин. Останатите 33% од прегледите биле итни. По обидот за нормализација на системот, од 1 септември до 4 ноември, прегледите според мој термин растат до учество од 42% од вкупниот број на прегледи, што говори за поголем ред во здравствениот систем. За такво нешто говори и падот на процентот на приоритетни прегледи од 45 на 16% во последниот период. Сепак, сега е дури и повисок процентот на прегледи со итен упат, 42% од вкупниот број прегледи. За сега ја менаџираме ситуацијата, меѓутоа сметам дека тие приоритетни упати треба на некој начин да бидат повеќе под контрола, односно начинот на нивното издавање треба да се происпита на некој начин, за да се види колкава е итноста на тие пациенти кои што се праќаат како приоритетни. Значи, точно според законот се знае приоритетниот упат за кој пациент треба да се даде. Во 8 септември најдолго се чека на одделението за урологија, како и за прегледи кои се клучни за рано откривање малигни заболувања. Лекувањето на другите пациенти, освен оние со COVID-19, го отежнуваат и посебните протоколи за заштита и недостатокот на кадар. Многу е тешко за работа, бидејќи не знаеме, правиме патеки каде е чисто, каде не е чисто. Значи, за целиот персонал од горе до доле све многу тешко. Се трудиме со пациентите кои не се ковид, кои имаат болести, се трудиме барем некако ти детекции, да ја намалиме инциденцата на тие лоши болести како што се карцином. Покрај прегледите, на почетокот на кризата во болницата беа откажани и сите операции, освен за итните случаи кај кои е потврден или има сомнеж за COVID-19. Сега во посебни сали се оперираат и други пациенти неповрзани со коронавирусот, а предност меѓу одложените имаат малигните заболувања. Бројката на одложени елективни операции беше голема. Значи, ние на годишно ниво, можам слободно да кажам, извршувавме негде околу 4 до 5.000 хируршки интервенции. Зборам од областа на општа абдоминална хирургија, травматологија, урологија и така натаму. Така да од тие 4-5.000 се сведовме на 150 интервенции во COVID состојбата или COVID пандемијата. Тоа е огромна бројка. Медицинскиот кадар тврди дека секој што има неодложна потреба од лекарски преглед и интервенција ја добива, но стравуваат дека отежнатиот пристап до редовните контроли и интервенции ќе донесе бран од тешки заболувања. Може да биде една псевдо друга пандемија со болести на дигестивниот систем, каде највише се плашиме од карцином на тој гастроинтестинален систем, каде најважно е да се направи рана детекција. Таа рана детекција не се прави
Значи, кога више он има тегоби, има повраќање, има црна столица, има крв, тогаш више е касно. Тогаш ќе не кошти и државата, и операција, и онкологија, значи тешка состојба. А кога доцна се реагира, последиците може да бидат фатални. Одложувањето на хируршките интервенции за жал некој го чини живот. Од која смисла? Затоа што има хируршки интервенции, најпрво да ги споменам малигните заболувања, кои што заради целава ситуација е одложено нивното диагностицирање и одложено нивното лекување. Се разбира дека доколку би биле оперирани или згрижени во почетните стадиуми, резултатот би бил многу подобар. Дали болницата ќе продолжи да работи со други пациенти освен со COVID-19, зависи од тоа дали пандемијата ќе продолжи да се влошува. Во тој случај не е исклучена можноста 8 септември повторно да биде само COVID центар. А тоа ќе предизвика наплив на пациенти во другите болници и клиники, каде веќе има листи на чекање. По новиот бран на COVID-19 и главниот клинички центар во Скопје се става во функција на лекување пациенти со коронавирус. Сите клиники ќе бидат поделени на црвени и зелени зони, односно ќе треба да обезбедат простор да можат да примаат пациенти и со COVID-19, а паралелно да продолжат со редовните прегледи и лекувања на сите останати со други здравствени проблеми. Редовните прегледи и тука веќе се отежнати, иако голем дел од клиниките се уште не примиле болни од COVID-19. Прашаме, гледаме. Од невро, од по друго, не знам. Колку може да тие дава сила. Тоа е. Со лактање. Кој се лакта, тој ќе влезе. Меѓу оние кои предничаа по бројот на откажани прегледи е клиниката за гастроентерохепатологија. Директорката уверува дека се работи со полна пареа и дека биле одложени прегледите само за пациенти чија состојба може да трпи чекање. Гледајќи во бројките имавме помалце прегледи на дебело црево однос на лани, но процентуално немаше одстапување од процентот на новодиагностицирани карциноми. Значи селекцијата сме ја направиле онака како што треба, професионално. Колкава е листата на оние што чекаат ред, директорката не кажува, но тврди дека долго се чека само за интервенција со анестезија, бидејќи болницата нема свој анестезиолог. Гривчева Старделова вина гледа и во делот пациентите, кои иако закажуваат термин поради страф од вирусот, не доаѓаат на преглед. Дајте ми пример, било која држава, у терцијерна здравствена установа, еден оваков преглед каде што не се чека. Зошто се чека? Дајте ми пример. Затоа што ако почнеме од отварање на клиника и има колку може да се направат прегледи во тек на еден ден, па една недела. И кој како ќе дојде го закажуваме. Кога ќе се потполнат термините идат идната недела. Кога ќе се потполнат идат идната. Овие пациенти што не доаѓаат фатиле некое друго место. Значи ние до пред короната дојдовме да се чека само недела дена што го нема никаде во свет. Кога здравствените установи ќе се вратат на старото темпо на работа, ќе зависи од текот на епидемијата на COVID-19. Надлежните уверуваат дека лекувањето на другите болести нема повторно да се блокира, но јасно е дека некој се уште ќе мора да чека. Оние што конечно стигнале на ред, се надеваат дека нема да паднат во втор план и дека системот ќе најде начин да им овозможи лекување пред да биде доцна. Ќе видите реклами по кои ќе продолжиме со следните теми. Недела да биде прогласен за неработен ден. Pornë një tekst, ende të papërgatitur, në sipërfaqe doli mos marrëveshja midis punëtorëve dhe pronarëve. Тој ден работникот може да се посвети на својата фамилија, да одмори, за да биде попродуктивен. Ние имаме 5 до 10 пати понизок GDP по жител и секоја потрошувачка ни е добродојдена. За жителите на ова мало, зградата е спорна. За разлика висината на другите објекти што се направи, видете колку е тоа погоре. А дали градежен инспектор излегол на терен да ја измери висината до венец и како зградата добила уште еден кат на име мезанин, прашавме во општината Центар.
продолжуваме со емисијата. Најрано до крајот на неделава ќе се знаат првичните контури на законските измени со кои денот недела треба да стане неработен ден. Искуствата од други држави говорат дека лекарите, полицајците, пожарникарите и други професии ќе бидат исклучок. Но за приватниот сектор на сцена веќе е судир меѓу работниците кои сакаат и газдите кои не сакаат недела да биде неработна. Работодавачите велат дека и сегашниот закон гарантира слободен ден, но синдикатите обвинуваат дека демократската одредба често се злоупотребува. Хекура на Кифи. Para krizës me Covid, në janar, partia në pushtet Lidhja Social-Demokrate ishte duke u konsultuar për programin e saj parazgjedhor. Sindikalistja e pare punëtorëve të tekstilit kërkoi që e diela të ishte një ditë jo pune. Работниците во цел приватен сектор им е тоа проблем. Немаат ден на неделен одмор. Градежните работници во недела ќе ги видите во Скопје на крајите од градот. Маркетите се нон-стоп отворени. И тие жени кои што се во големите молови, и тие имаат право да видат еден ден со семејство. Zëvendës kryeministja e thershme Milla Carovska njoftoi se bëhet fjalë për një sfidë për të cilën do të punohet në periudhën e ardhshme dhe se tema do të debatohet me sektorin e biznesit dhe sindikatat. Javën e kaluar, qeveria dhe formalisht e filloi procesin. Владата денеска ја прифати иницијативата недела да биде прогласен за неработен ден и го задолжи Министерството за труд и социјална политика во рок од 15 дена да достави законско решение за ова прашање. Departamenti kompetent i qeverisë filloi punën, por në një tekst ende të papërgatitur, në sipërfaqe doli mosmarrveshja midis punëtorëve dhe pronarëve. Kështu duket një pazite tipike së dielës në çarshinë e vjetër të Shkupit. Pavarësisht krizës Covid-19, punojnë restorantet, këmbimorët, dyqanet, çajtoret, tregu, furrat e bukës dhe butiqet. Një pamje e tillë, megjithatë se shpejti mund të ndryshojë plotësisht, në varësi të asaj se si do të jetë dhe nëse do të kalojë përpjekja e qeverisë për ta kthyer të dielën në një ditë jo pune. Përvoja nga vendet e tjera tregojnë se edhe nëse nuk ka ndalim të plot, të paktën duhet të pritet një kufizim i orarit të punës. Për shembull, tregjet, restorantet, dyqanet dhe bizneset e tjera mund të lejohen të veprojnë deri në mesditë. Por është e mundur që ndalimi të jetë i plot, me përjashtim të shërbimeve të nevojshme. Farmacit kujdestare, policia, zjarrfiksit dhe të ngjajshme. Pronarët në përçarshi nuk deshën të flasin para kamerave, a ju pëlqen propozimi. Përgjigje morëm në treg. За нас пазарджиите, ако дојде одлука, немаше да правиме ми. Иначе за нас не одговара тоа. Некогаш у недела има повише работа, повише промет, за парче лепи скочивме овде. Ама ако носат одлука, и ние мора ќе траеме, нема друго. Ќе приемаме тоа одлука. Nga ana tjetër, klientët u përgjigjen me më shumë kuptim për idenë, por me disa kufizime. Mendoj që mirë është, mos me punu dimë. Unë mendoj që do të mu me qelë gjithë shqiptarët që janë për ushqim do të me konë qelta, pazari do të me konë i qeltë. E mendoj që për qirat edhe mu më qelë mirë është. Би било добро да не се работи барем еден ден. Тешко да кои да работат лекарите. Тие би требало да бидат сигурно дежурни, другите по можност. Треба да работат. Пред се, значи здравство мора да работи. Полиција и пожарна, тоа нечто што треба да се работи. Друго, знам дека може да функционира без нив. Nisma aktuale për shpalljen e së dielës si një ditë jo pune vjen nga Federata e Sindikatave të Maqedonisë. Sipas kryetarit, kërkesa u paraqit për herë të parë në 2018-ën. Направивме не сеопфатни анализи пред да го дадеме тој предлог, каде што сите анализи кажуваат дека на работникот му е потребен денот недела за ден за одмор. Зошто? Бидејќи тој ден работникот може да се посвети на својата фамилија, да се посвети на самиот себе, да одмори, за да биде попродуктивен и да знае дека тој ден е ден за неделен одмор. Бидејќи сегашниот закон вика, освен недела и друг ден од неделата може да биде ден за неделен одмор.
Pikërisht kjo dispozit, Vlerëson Dimовски, shpesh abuzohet nga punëdhënësit. Самиот закон вика дека 40 часа во една недела може да се работи само 40 часа. Тоа кај нас, за жал, некои газди работодавачи го злоупотребуваа и се работи континуирано 48 сати. Да, законот не вика дека 8 сати е работниот ден, може да се подели и сабота да биде работен ден, но тој не сме да биде повеќе од 6 часа. Бидејќи ако понеделник до петок работиме 7 сати, во сабота работиме 6 часа. Nga sindikata e kuptojnë që diela nuk do të jetë një ditë jo pune për të gjithë punëtorët, shembull si policia, ushtria, shërbimet e zjarrfiksëve, objekte strategjike. Se çfarë do të përfshihet në paketën eventuale, do të vendos Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Ngatje nuk mund të ndajnë më shumë detaje tani për tani, sepse puna sapo filloi, vetëm pasi ata u angazhuan nga qeveria. Министерството формираше секторска работна група која работи на законските измени. Работната група преку компаративни анализи, но и преку детална анализа на потребите на работните процеси во повеќе сектори, како и преку консултација со другите министерства, ќе подготви предлог законско решение. Министерството навремено ќе ги сподели сите решенија во оној момент кога тие ќе бидат дефинирани. Megjithse detajet nuk dihen, punëdhënësit tashmë kanë vërejtje serioze ndaj idesë. Angel Dimitrov nga shoqata e punëdhënësve thotë se masa për biznesin është e pranueshme vetëm si pjesë e luftës kundër epidemisë me COVID-19. Тоа би било еден вид поддршка на решавање на кризата со COVID-19. Но после завршување на кризата со COVID-19, мислам дека Македонија не е на тој степен на развој каде што треба недела да ја затвори и да биде неработна. Зошто ова го кажувам? Затоа што Македонија се наоѓа на многу понизок степен на развој од развиените држави каде што се воведе вакво решение. Ние имаме 5 до 10 пати понизок GDP по жител и секоја потрошувачка ни е добродојдена. Logjikës se nëse nuk shpenzojnë të dielën, qytetarët do të rimbushin ditë të tjera, Dimitrovi përgjigjet me një argument, se konsumi që vjen nga turistët një ditor nga fshinësia nuk do të kompenzohet. Вие знаете дека во неделата доаѓаат луѓе од надвор, доаѓаат од Косово, доаѓаат од Грција, доаѓаат од Бугарија, кои пазаруваат овде и оставаат доста добри девизни приливи на нашата држава. Така да Македонија не може да се откаже од тоа. Ако мислиме на тоа дека да се помогне секој работник да може да има еден ден неработен, нашиот закон за работни односи предвидува дека покрај неработен ден по правило е недела, но може да биде и друг ден во неделата, ако е тоа договорено со акт на работодавачот. Puna në ditën e lirë të javës, sipas marrëveshjes kolektive për sektorin privat, paguhet 50% shtesë të pagës në bazë ditore. Por organizatat e sindikatave të ndryshme janë ankuar për vite me radhë se dispozita rrallë respektohet. Nëse zgjidhja e re për të dielën ditë jo pune do të afirmojë këto dispozita ose ligji do të jetë kufizues, do të dihet më së voni në fund të javës tjetër. Atëherë, skadojmë 15 ditë që qeveria i ka dhënë Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Shembulli më i mirë për të krahasuar se si do të shkojnë gjërat në vendin tonë, sipas standardit dhe afërsisë gjeografike është Malizi, e cila paradokohe shpalli të dielën ditë jo pune. Atje, të gjitha partitë politike qëndruan prapa propozimit dhe ende mbrojnë atë. Përjashtimet nga ndalimi përfshin për shembull tregjet. Por shpejt punoi mentaliteti ballkanik, kështu që tani të dielën në pikat e karburantit shitet miell, vaj, sheqeri, qumshti. Organizata e punëdhënësve që po lobon që ligji të shfuqizohet dhe tashmë është ankuar në gjykatën kushtetuese. Ngjashëm si edhe këtu, edhe pas 13 muajsh, gjykata kushtetuese nuk ka marrë një vendim. Дали во општината Центар е пронајдено ново толкување на параметрите во деталните урбанистички планови кои се однесуваат на висината и на катноста? Староседалци во една од уличките на Водно обвинуваат дека пред очи им се гради зграда повисока и со повеќе ката од дозволеното, додека инвеститорот тврди дека се е според закон и дека ги има сите дозволи. И по неколку дена чекање, свој став за спорот не даде само општината Центар. Галена Николовска-Ризвановиќ. Општината Центар во изминативе 3 години е присутна во медиумите поради мораториумот на дел од деталните урбанистички планови, но сепак на многу места е дозволено да се гради.
еден од новите објекти кои никнува на место на старите куќи во населбата Водно на улицата Владимир Назор спроти клиничкиот центар. За жителите на ова маало зградата е спорна. Во деталниот план сите објекти во линијата, па и новиот, се со параметри приземје, дваката и подкровје со висина на венец од 10 метри и 20 сантиметри. За разлика висината на другите објекти што се направи, видете колку е тоа погоре. Тоа тука сега што е тоа горе направено, треба не да биде ова, косина треба да има, па овој како се вика, венецот е 10 метри и 20 сантима. Овдека беше у почеток што е со прозориве, беше тоа косо направено, сега му текна, како сака, така си го менја планот. Пак се надавме, нека од косина ќе добиеме некој сонце, видете се, колку е сад, 11,5, јас сонце више немам. Слободан Димов, пензионер кој 74 години живее во семејната куќа изградена на почетокот на 20-тиот век, е најзасегнат од новата градба за која тврди дека се гради надвор од утврдените параметри. Додава дека објектот се градел во рамките на деталниот план до лани, но потоа приказната добила нов тек. Објектот почна да се гради у првата половина на 2019 година. До 1.9.2019 година објектот се градеше како што треба по правило, по урбанистичкиот план. Што значи тоа по правило? Па по урбанистичкиот план, значи не превишуваше висина. Кога требаше да се прави кровот, тогаш инвеститорот наместо да прави кров, пушти ова како се вика железа, арматура, за да прави стубови, за да гради уште повеќе. Тогаш ја на 3.9.2019 година поднесов ова како се вика пријава до градоначалникот на град Скопје, пријава до градежен инспекторат на општина Центар, пријава у секторот за урбанизам на општина Центар. Тогаш, според кажувањата на Димов, градежните активности биле стопирани, се до пред неколку месеци кога инвеститорот пристигнал со документ за кој тврдел дека е дозвола од општина Центар со кој може да продолжи со градбата во висина. На прашањата на 360 степени од компанијата инвеститор Александер Инвестмент потврдија дека се направени измени во текот на градбата. Измени во тек на градба се побарани и добиени, а во тој период градбата не се одвиваше. По добивање на правосилност на ова одобрение, градбата се одвива согласно сите законски одредби добиени од град Скопје, општина Центар и катастар. Од компанијата додаваат и дека зградата не ја надминува дозволената висина од 10 метри и 20 сантиметри до венец. Секоја дозволена висина согласно ДУП, а каде што е дозволено подкровје, се мери до венецот на зградата. Над венецот, а до висина на слемето, највисоката точка на кровот, се дозволени уште дополнителни 4 метри и 50 сантиметри. Согласно ова, секоја маркица во оваа населба, па и нашата, може да има висина максимум 10 метри и 20 сантиметри, плюс 4 метри и 50 сантиметри, односно 14 метри и 70 сантиметри. Нашиот објект не ја надминува оваа висина. Во одговорите од Александер Инвестмент не го споменуваат и другиот параметар во деталниот план – катноста, а на терен е видливо дека објектот има еден кат повеќе од приземје, дваката и подкровје. Архитектката Ивана Топаловска Јовичик, која и самата е засегната, обвинува дека е очигледно прекршен прво параметарот за катност и тоа со амин на општината. Деталниот урбанистички план во принцип пропишува два параметри со кои што се регулира висината на градба. Дозволената висина на венец, што тука е 10,2 метри, и катност на објектот во случајов 5+2 плюс подкрови. И сега во овој случај двата параметри се прекршени, односно катноста е 5+3 ката плюс подкровје, зашто општината тврди дека дополнителниот кат го дозволила како мезанин или технички кат. За да го докажат прекршувањето на параметарот висина, односно венец повисок од 10 метри и 20 сантиметри, соседите барале увид од надлежните инспекции. Без реакција од нив мереле самите и измериле значително одстапување. Висината на венец, што е 10,2 метри, е надминат и во случајот 11 метри. Оваа висина ние сами ја измеривме, ја имам измерено, бидејќи покрај пријавите во инспекцијата на општината Центар и дури во Државниот градежен инспекторат, на терен не е излезено да се утврди оваа фактичка состојба.
Освен што не можат да ги извадат на терен инспекторите, жителите не успеале да издействуваат и привремен прекид на градбата. Нивната петиција од 30 потписи не поминала пред управниот суд. Во меѓувреме инвеститорот си гради бидејќи како што тврди ги обезбедил сите документи од надлежните институции. А дали градежен инспектор излегол на терен да ја измери висината до венец и како зградата добила уште еден кат на име мезанин, прашавме во општината Центар. Иако најавија, од кабинетот на градоначалникот Саша Богдановиќ не добивме одговори. Во меѓувреме, Слободан и другите жители на улица Владимир Назор велат дека нема да се откажат од правото на хумано живење. Најавуваат дека ќе ги искористат сите правни механизми и апелираат општината да не дозволи водно да се претвори во ново Дебар Маало, само за да ги задоволи градежните апетити. Уште едни реклами, па сатиричниот коментар на Сречко Поповски, Саботажата. Демонизацијата и исклучивоста, предрасудите и вербата во заговори која се одвиваше паралелно со неговиот мандат, придонесоа за драматично ртење изданоци кои со неговото поведение, дополнително, без никакви санкции, слободно можеа да го изразуваат својот гнев и говор на омраза против лица и групи кои од ним познати причини не им се померак. Клиничкиот центар во Скопје се уште не е изграден. Не е изграден, драги македонци. Знаете зашто? Затоа што си го штитат личниот приватен бизнис, влашкото лоби. Приватните здравствени установи од типот на Ремедика, Промедика, Неуромедика, Систина, Филип II се во собственост на влашкото лоби. Тој систем на владење во кој наместо отворен отпор кон недемократските тенденции привилегираше автократски режим и сега по неговиот очигледен пат полека ќе биде архивиран и тоа не само преку промена на политиките, туку и на личниот став на оние кои го величаа и му се додворуваа со цел до максимум да профитираат од тој однос. Никада о Бајдену ни едну ружну реч нисам рекao jer njega poznajem mnogo bolje nego Trumpa. 4 или 5 puta sam bio sa njim. S Trumpom samo jedan put. Suštinski bio sam 2 puta na pol minuta. Таа замена на миленици наликува на однесувањето во штипската зоолошка каде анксиозниот Теди беше принуден да го смени местото на живење, ама за да не престане потребата од перчење. Неговото место ќе го заземат животни со токму таква употребна улога. Значи кафезите нема да останат празни, веќе сме во преговори да набавиме пауни, каде што машки и женски, каде што сепак посетителите нема да гледат празна просторија на местото каде што беше мечто Теди, туку сепак ќе биде исполнето со нови животни, како што реков, пауни. Вообразеноста е проблем кога таа извири од места од кои би се очекувало најмалку да се пројавува. Таа е еден од клучните проблеми поради кој резултатот во континуитет е негативен, а постојано и покрај убедливата скорост на последното се бара ново и ново пребројување. Најчесно би било тој, неговиот тим политичари веднаш да заминат, да дојдат луѓе кои што ќе креваат Македонија до оваа положба во која што тие ја донесува, тоа е, би рекол, не ground zero, како што популарно се нарекува, него и под тоа. Затоа веднаш да ги напуштат позициите и да организираат предвремени избори. И се би било до некаде во ред, ако став не трае ден до пладне, бидејќи соочувањето со таквата ситуација на локално ниво предизвикува страв. Можеме од здравствена опасност, а не од бројките, кои пак може да го отворат прашањето на личната одговорност. Извршниот комитет на ВМРО-ДПМН согласно статутот одлучи да не му предложи на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН список на кандидати за градоначалници кои што би требало да бидат потоа кандидати за градоначалници во општините Штип и Пласница. И на крајот, и покрај долго најавуваниот бојкот од сосема неоправдани причини, отсуството на аргументи се надовестува со силата на фактите. Состојбата е крајно сериозна, да не се излегува од дома, освен ако се нема некоја голема потреба, во маркет, на работно место или во училиште.
Потребата од избори навистина не е толку голема. Демократијата и политиката овој пат може и треба да се жртвуваат во име на здравјето. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете со нас и в петок од 22 часот. На Алсат, наред се вестите на македонски јазик. Погледнете ги од мене. Пријатно.